Значи, дишењето и концентрирана свесност како начин на култивирање животна енергија внатре во телото. Со почеток во стомакот, во главниот енергетски центар, полнење на главниот енергетски центар, а тоа е стомакот, кој што е опкружен со стомачните органи, и секој посебно представува акумулатор на биоенергија, почнувајќи од бубрезите, мочниот меур, желудникот, одназад бубрезите, над бубрезите имаме капачина или адреналните жлезди и полнење на сите овие органи, панкреас, сплинка и желудник од левата страна, спрема десната страна, црниот дроб и жолчката. Таоистички принцип на полнење на животна енергија во сите овие биоакумулатори посебно уствари е суштината и темелот и основата на култивирање животна енергија. Стабилизирање на главниот енергетски центар или стомакот придонесува енергетската состојба целокупно не само да се приземји и стабилизира истовремено, туку и да се воздигне енергијата преку соларниот плексус и срцето, кој што е уствари главниот емотивен центар, кој што ни овозможува здрава, благо состојба или здрава перцепција и креирање и манифестација на нашата реалност. Значи, нашите биоакумулатори, стомачните органи, срцето, измеѓу нив, соларниот плексус или бубрезите, како мост измеѓу овој главниот стомачен центар и срцето, се суштината на здрава манифестација во овој физички свет. Во таоизмот, значи, најбитното нешто од кое што почнуваме, после душата, се разбира физичкото тело. И здраво физичко тело уствари е суштината на здрава, просветлена, воздигната духовна свесност. Во таоизмот многу добро е опишано дека не можеме да имаме здрава духовна манифестација и просветлена свесност ако немаме здраво физичко тело. Сега, како идиме до стабилизирање на здраво физичко тело? Значи, на 36 години можам да кажам дека физичкото тело буквално може да биде на 36 години во самиот врв или пик на физичка кондиција и енергетска кондиција. Ова патување почнува со култивирање постепено, секојдневно и редовно и концентрирање на свесноста која што излегува од телото и е раштркана кон сите страни, собирање на таа енергија и концентрирање на истата внатре длабоко во телото. Се разбира, здивот е првата и основна алатка. Здивот плюс свеста, значи, која што почнува буквално од очите и насочување на свеста и дишење на свеста внатре во стомакот, е првиот чекор како физичката, животната енергија почнува да се концентрира од сите страни кон внатре. Ќе правиме практични вежби и ќе увидиме практично како култивирање на животна енергија внатре во центарот и од тука, од стомакот, преку соларниот плексус во срцето придонесува буквално просветление на свеста, затоа што енергијата
почнува да се враќа кон внатре и од внатре да циркулира внатре во нашето сопствено енергетско коло, како што е предвидено од самиот Творец на животот, нашиот прататко.